Благодарам, господине Џафери, господине министер за финансии, колеги пратеници. Во ова време во кое што има многу политички теми кои што ги засегаат граѓаните на Република Македонија, според мене треба да му одадеме должна почит и на буџетот на Република Македонија, односно ребалансот на буџетот на Република Македонија, бидејќи тој на крајот од денот е оној кој што ги засега сите граѓани на Република Македонија без разлика на нивната верска, етничка или партиска припадност и кој што го креира, би рекол, нивниот живот, стандардот и развојот на економијата во државата. На самиот почеток дозволете ми една мала дигресија да направам пред да почнам да зборувам за буџетот, меѓутоа и овие две работи ќе се во контекст на буџетот. Господине министер, сакам да ви посакам успешно трошење на новите 32,5 милиони евра, кои што ги земате како ново задолжување на Република Македонија и да ги подсетам граѓаните на Република Македонија дека во некаде 70 дена од владењето на оваа влада се задолживте за околу 110 милиони евра, а до оние први 100 дена од медениот месец, како што викаат граѓаните, ќе се задолжите за некаде нови 150 милиони евра или 1,5 милиони дневно. Ќе ги задолжите граѓаните на Република Македонија 1,5 милиони евра на ден. Не стигнав, се извинувам, да пресметам колку е тоа во часови и во минути, но лесно може да си го пресметате на Дигитрон. И толку од она што претходно кажувавте и вие и сите челници на Социјалдемократскиот сојуз, дека оваа влада била расипничка, се задолжувала не знам колку и така натаму. На крајот од годината, еве тука уште еднаш ви повторувам, ќе имате задолжување над 400 милиони евра, со што ќе ги надминете задолжувањата од претходната влада. Значи, муабетот е туту не важи во делот на задолжување. Исто така сакам да ве прашам да ми објасните од која ставка ги извадивте средствата за новите 500 вработувања во Министерството за внатрешни работи. Се обидував да вадам од расходната страна, дали во Министерството за внатрешни работи се предвидени нови средства за вработување, да бидам искрен, не најдов. Најдов некаде нови 40 вработувања во Собрание, нови вработувања во Министерство за надворешни работи, во Министерство за одбрана, меѓутоа во МВР не најдов. Ако планирате да ги ставите така, чисто да доаѓаат за да ги, да речам, изманипулирате или задоволите пред локалните избори, тоа е друга работа, меѓутоа ако сте предвиделе средства, добро е да ми кажете од која ставка сте ги предвидели истите, се разбира. И сега да почнам малку да зборувам за ребалансот на буџет. Ребалансот на буџет како инструмент е, да речам, предвидлив и нормален во секоја земја, така и во Република Македонија, и генерално тој се носи за ревидирање на макроекономските параметри, било да е тоа по надолна или по нагорна линија, или пак се носи во услови кога имаме промена на владејачка гарнитура и кога сакате да ги промените вашите политики, економски политики во вашето водење и така натаму. За жал, во овој буџет, да бидам искрен, од она што за вас го имав читано, ве слушав претходно како опозиционер и така натаму, очекував да бидете многу покреативни и да ни ги представите новите визии или политики на Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа ништо од тоа. И вие со овој ребаланс на буџет направивте две работи. Прво, ги признавте успешните политики на претходната влада, односно на ВМРО-ДПМНЕ и здраво поставените економски фундаменти. Зошто? Ќе ви кажам сега. Прво, на глас, најмногу што ве држи гласот, критикувавте дека имаме несразмерен буџет од над 3 милиарди евра. Како на приходната, така и на расходната страна. Вие, господине министер, со мало намалување од 1,5% во сума го ја задржавте истата висина на буџетот од околу 3 милиарди евра. Втора работа, критикувавте дека бруто домашниот производ или растот на бруто домашниот производ е нереален и така натаму. Во услови на исклучително тешка политичка криза, кажавте, ве цитирам, дека најпесимистичката варијанта за раст на бруто домашниот производ е 2,2%, а сите други, Европската комисија, Светска банка, Народна банка, Република Македонија, Централната и така натаму, предвидуваат некаде до 2,8-9% раст на бруто домашниот производ. Со што повторно го предвидовте она што ние го предвидовме со носењето на новиот буџет, а тоа е раст на економијата од 3%. Трета работа, буџетскиот дефицит, кој што е исклучителна важна категорија.
Преку буџетскиот дефицит се обидувавте во минатото на сите звона да звоните и да викате дека минатата влада била недомачинска, дека се расфрлала со средства, дека трошела несразмерно, дека тие пари ги трошела на непотребни, непродуктивни работи. Вие, господине министер за финансии, со овој ребаланс, а имавте можност, бидејќи ги скративте капиталните инвестиции, го задржавте буџетскиот дефицит на исто ниво. Предвиден беше 3% од бруто домашниот производ, го задржавте на 2,9% или во апсолутен износ 302 милиони евра. Прашањето гласи: зошто не го намаливте буџетскиот дефицит? За да им е појасно на граѓаните кои што не ги пратат економските текови и буџетирањето, тоа е разликата помеѓу приходната и расходната страна. И социјалдемократите цело време викаа расипнички трошите. Прашувам, зошто кога имавте можност не го намаливте буџетскиот дефицит? Второ прашање, зошто овој буџетски дефицит го поставувате на нереална основа, господине министер за финансии? Секој што малку се занимава со економија знае дека доколку го намалите оној бруто домашен производ на предвидено некаде 2,7-8% на 2,2%, вие нема теоретска можност да задржите раст на буџетски дефицит од 2,9%. Значи, тоа е класична алхемија. Математички е невозможна таа приказна. Ако сакате тука, земете го индикаторот дефлатор. Ако сакате, земете го номиналниот раст на бруто домашниот производ, како, да речам, множење од реалниот раст на бруто домашниот производ и дефлаторот. Земете инфлацијата, која што е исто така во корелација со дефлаторот. Кажавте дека тој ќе 1,3%, ако добро се сеќавам. Кажете ми од каде ја темелите оваа висина на буџетскиот дефицит? И трето прашање, колку ви е предвиден да биде номиналниот раст на бруто домашниот производ? Многу ме интересира, ако има можност да ми го кажете дали сте го воопшто пресметали. Сега од тука изјавувам, вака како што се поставени макроекономските параметри. Вие, господине министер, на крајот од годината ќе завршите со 3,5% буџетски дефицит. Тоа ви го гарантирам и ќе мора да го ревидирате. Буџетскиот дефицит или зголемувањето на буџетскиот дефицит значи неминовно зголемување на задолжувањата. Задолжувањата ќе растат, како што претходно кажав, и ќе достигнат она бројка што ја имаше претходната влада, за која што се критикуваше на сите можни страни дека е екстремно високо задолжувањето. Вие ќе мора да повлечете капитал не само од домашните инвеститори, туку капитал и од еврообврзница. Тоа страмежливо го најавивте, дека ќе гледате каматните стапки и колкави ќе бидат, дали ќе бидат поволни така натаму. Меѓутоа, од 250 до 300 милиони евра до крајот на годината неминовно е да повлечете дополнителни средства. Со што јавниот долг на Република Македонија ќе се зголеми за дополнителни 400 до 450 милиони евра. Дали ќе биде така, ќе видиме на крајот од годината. Сето ова се само предвидувања. Значи и во тој дел вие генерално се сложувате со политиките на претходната влада, односно на ВМРО-ДПМНЕ. Единствено што не се сложувате, а не знам од која причина, е висината на капиталните инвестиции. Основниот индикатор, основниот инструмент со кој што треба да се поттикне растот на една држава е висината на капитални инвестиции. Господине министер, вие капиталните инвестиции ги намалувате за фантастични 58 милиони евра, под изговор дека тие се нереални и дека нема можност да се реализираат или остварат. Јас ве убедувам во друго, ако завршната сметка ја завршивме со реализација над 70% на капиталните инвестиции, ако до сега, до пред месец дена, кога дојдовте на власт и почнавте да ги креирате економските политики, извршувањето на капиталните инвестиции беше околу 30 до 40%. Вие реално, ако добро ги поставите и ги продолжите овие фундаменти на кои што беше поставена македонската економија, вие можете да стигнете до реализација од 70%. Јас се согласувам и тука сме ми од ВМРО-ДПМНЕ доблесни, дека политичката криза си има своји последици и се рефлектира. За разлика од вас, бидејќи ова политичка криза, господине министер, е 3 години. И ова политичка криза на економијата влијае 3 години. Вие не ја признававте ни светската економска криза, за која што претходно зборував, не ја признававте ни европската должничка криза, која што реално постоеше. А ВМРО-ДПМНЕ во просек имаше раст од 2,5 до 3% на бруто домашниот производ.
Еве сега јас ви викам дека ние сме доблесни да политичката криза има ефект врз растот на бруто домашниот производ и на македонската економија. Меѓутоа, од она што го ветувавте, а тоа беше 5 до 6% раст на бруто домашен производ, ако имавте пред 2 недели 0 раст на бруто домашниот производ, како рефлексија на политичката криза, со здраво поставување на фундаментите, на темелите и проектирање на параметрите макроекономски пред се, вие реално треба на крајот година стигнете до 3% раст. Еве јас од тука изјавувам, дај Боже да не е така. Вака како што сте трнати, ви гарантирам, ние ќе одиме во рецесија. Ние ќе имаме негативен раст на бруто домашен производ. Дај Боже да не сум во право. Меѓутоа, вака како што ги имате поставено економските политики и вака како што се движи македонското стопанство и економија, ние од тука изјавувам ќе одиме до крај на година во негативен економски раст. Зошто? Заради тоа што претходно спомнав, капиталните инвестиции драстично и кратите. Знаете ли, господине министер, дека во моментов ви се случува на завршени јавни набавки, на избрани изведувачи за капитални инвестиции, вие да ги поништувате тие јавни набавки? Па како не може да се реализираат? Ќе ви кажам, ако ве интересира во кои институции, завршена јавна набавка, економскиот оператор ја добил, значи и изградбата на некој објект во образование, во здравство и така натаму. Вашите ресорни министри ги рушат тие тендери, ги тргаат на страна тие проекти, завршена работа. Па како планирате да создадете дополнителна вредност? Сите капитални инвестиции, сите автопатишта ги стопиравте. Гасоводот го стопиравте. Све имате генерално стопирано. Вашите министри, вашите директори што ги имате поставено и поставете веќе еднаш директори по јавните институции кај што ги разрешивте. Плата не можат луѓето да земат. Ништо не подпишуваат. Јас разбирам дека се плашат, разбирам дека сакаат да направат ревизија, да проверат. Меѓутоа мора државата да продолжи да се движи напред. Ние тапкаме во моментов во место. Не знам дали знаете, сакам само да ви кажам одредени ситуации, бидејќи на крајот одговорноста имате многу одговорна задача. Одговорноста ќе ја носите вие, како министер за финансии, за неуспешно спроведени економски политики. Ако на крајот од годината завршиме со негативен раст, ако на крајот од годината немаме капитални инвестиции, немаме нови создадени добра, немаме странски инвеститори, чест на исклучоци самка овие што се растрчани малку, ама другите што не сакаат да прибираат да одат по странски инвеститори, ако не си го нашле местото, сменете ги, предложете му на премиерот нека ги трне. Има доволно места, ќе ги задоволи луѓето на други места. Кажете му дека од исклучителна важност се странските директни инвестиции, новите вработувања, зголемување на извозот, создавање на добра и услуги со додадена вредност. Кажете му го тоа на премиерот, економист ќе треба да знае и тој. Овие луѓево што се занашле таму по некоја случајност, нека ги трне. Нигде не мрна од Македонија, поминаа 70 дена. Па како планираат да привлекуваат странски инвеститори? Зборувате за домашните предпријатија. 2,1 милион евра имате само одвоено за помош на домашните предпријатија. Премиерот гласно зборуваше дека секој што ќе побарал ДДВ-то, поврат на ДДВ ќе сте му го dadelе. Може ли да ми наброите фирми на кои што имате вратено ДДВ? Знаете ли дека било која фирма само што ќе го даде барањето за ДДВ, веднаш ујапа му тропа на врата? Го знаете ли тој податок? Ќе ви ги дадам на писмено компании што се јавуваат. Господине министер, може би не знаете вие. Не сте во корелација со институциите. Само што ќе го дадат барањето за поврат на ДДВ. Чук, добар ден, ујапа. 2 недели тресење. Тоа се случува во моментов, за жал. И фирмите се плашат, стопанствениците се плашат. А треба да создаваат, треба да се движиме напред. И сега што правиме? На крајот од годината ќе имате околу 1000 нови вработувања со овие 500 со полицајциве, и другите што и вработавте во влада, во собрание, тука 40-тина, во не знам општи заеднички служби, во надворешни работи, во одбрана и така натаму, ќе имате скратени капитални инвестиции за 58 милиони евра, значи нема да има создавање на нови добра, ќе имате намален извоз, нема да има нови странски инвестиции, да ве подсетам, минатата година исто во услови на политичка криза со 350 милиони евра завршивме странски директни инвестиции. Пред таа година со 220 милиони завршивме. Ќе имате нови задолжувања, ве молам кажете ми што направивте со 220 милиони што ви ги оставивме од еврообврзницата. Според нашите проценки,
За сите девизни плаќања и дознаки што ги имавте за 2017, тие беа доволно средства. Кажете ми зошто дополнително се задолжувате? Значи, сите политики што ги креираше ВМРО, ДПМН и претходната влада, вие ги следите во чекор. Ама во се буквално следите. А сето тоа го критикувавте претходно. Дајте ни нешто ново. Значи, на крајот имате 1000 нови вработувања, нема да имате нови странски директни инвестиции, нешто малку ќе ви ублажат девизните дознаки што ги имате во моментов од нашите иселеници што влегуваат, и тоа ќе се вакаш свежи парички во кеш и ќе ви се најдат добро тие сега. Меѓутоа, тоа е Сократов здив. Господине министер, тие се предвидливи средства. Плановите не излегуваат онака како што планиравте. Веќе 70 дена сте на власт. Машината треба да почне да мели пред себе. Не се движите со посакуваното темпо. За жал. За жал за Република Македонија. Граѓаните гледаат. Граѓаните беа навикнати дека секоја година треба да добиваат 5% пораст на нивните плати во администрација. Пензионерите чекаат дополнителни 5% изголемување на пензиите. Луѓето што користат социјални помош требаше да добијат 5% изголемување на социјалната помош. Ништо од тоа, господине министер. Предвидовте 4 главни мерки, меѓу кои радиодифузна такса и така натаму пари, кои што пак граѓаните ќе плаќаат, да знаат. Само индиректно ќе плаќаат, бидејќи тие пари од буџетот ќе давате за МРТВ. Буџетот го полнат граѓаните, проста е логиката, само нема да ги гледаат онака 148 денари секој месец. Инаку пак тие ќе плаќаат. На крајот. Донесовте една таква мерка, донесовте мерка за минимална плата, која што е многу дискутабилна, и таа минимална плата со она линеарно згоремување што донесе претходната влада, до година пак требаше да биде од 10.500 требаше до 12 да стигне. Истото. Истите политики ги терате. Зборувате за одмор на работниците и така натаму, па тоа го спроведувавме во минатото. Не се сеќавате за банско, рекреативни одмори, бесплатни за пензионери, за деца од социјално загрозени семејства и работници и така натаму. Сите исти политики. И во ред. Сетото нека биде така. Меѓутоа, направете една паралела со она што го правите како трошак дополнителен за нови плати, нови вработувања, ново све, ќе видите дека излекуваме на нула. Другите средства што и кратите, тие 58 милиони, се од суштинско значење. Ако тие не окренат бруто домашниот производ, ако не го кренат новите странски директни инвестиции, ако не го кренат македонските компании, кои што гледате се уште се во шок и во страв од се што се случува, на кој начин планирате да го зголемите бруто домашниот производ? Јас на вистина не разбирам. Тоа е економска логика. Вака како што тераме, ја ви гарантирам, немојте да спремате нов буџет. Спремајте ребаланс на буџет за во октомври. Повторно ви гарантирам, че имаме повисок буџетски дефицит, че имаме понизок од предвидениот раст на бруто домашниот производ, сите параметри ќе ни одат во надолна линија. Освен ако не планирате инфлацијата да расте, кажавте дека ќе е до 1%, за тука на некој начин да го задржите номиналниот раст на бруто домашниот производ и буџетскиот дефицит. Не знам, меѓутоа од она што го кажавте и што го поставивте како основа или како фундаменти, ние нема ниту еден макроекономски параметар да го задржиме на тоа ниво. И сите, за жал, ќе одат надолу. Мора нешто да смените, мора да разговарате со првиот човек на владата на Република Македонија, да неговите луѓе што ги поставил по министерства, по јавни институции, вака народно кажано си ги подбере добро и да почнат да работат. Тие што се неспособни и што не може да се снајдат доволно е нека си заминат на други позиции, поставете луѓе кои што ќе ја водат македонската економија. Ова ви го зборам, министер, најдобро намерно. Со вашиот бекграунд, со вашата репутација и со она што сте осработиле во животот, греота е за само една година да излезете како неуспешен министер за финансии. И сето тоа да ви се свали на грб заради неспособноста на другите да си ја работаат својата работа. И кажете им еднаш дека партиските желби се едно, реалноста е друго. Ви кажа, вие сте најдени како помеѓу чеканот и наковалното. За жал, она што го имате како знаење не можете да го спроведете заради барањата што некои други ви ги бараат да ја задоволите партиските страсти и суети. Така државата економски не се води. И за жал, на крајот вие ќе го извлечите најдебелиот крај. Жалам, ама така ќе биде. Благодарам.